Традиционалните игри денес на едно место во Штип ги собраат децата кои имаат пречки во видот и нивните врсници. Преку спорт, спортска активност, преку традиционални спортски игри, сите граѓани, без оглед на својата возраст, деца, вработени, невработени, пензионери, да ги држи заедно на едно место да играат, да се дружат, да се забавуваат. Значи ова не е типично спортување. Ова што го гледаме позади нас се традиционални спортски игри кои ги играле нашите предци. Игрите изнудија многу насмевки и забава кај сите учесници, и кај децата со попреченост, но и кај останатите кои беа дел од активностите. Баш интересно, да. Играме, дружиме се. Забавно ми е, има многу деца. Забавно ми е тука и сакам другата година повторно да дојдем овде. Настанот се организираше во склоп на поголем проект, а истиот доби подршка од општина Штип. Единствено, успешноста на еден воспитно-образовен процес покрај едукативната компонента значи и целосно вклучување и социализирање, односно инклузија на деца кои што се различни во одредена смисла, односно се соочуваат со одредени пречки. Во склоп на овој проект, во 2014 година се отвори ресурсен центар во Штипското основно училиште Гоце Делчев. Ги охрабруваме сите родители кои што се имаат дечиња со пречки во видот или пак слепи дечиња, слободно да се обратат во ресурсниот центар во градот Штип, кој што се наоѓа во основното училиште Гоце Делчев, каде што можат секако специјални едукатори да работат со нив, да им помогнат со потешкотиите со кои што се соочуваат за време на наставата. Целиот проект има за цел инклузија на децата кои имаат физички или психички проблеми во воспитно-образовниот процес.